Владеачката партија се проветрува. Ќе ја зафати бран кој ќе донесе неизвалкани, млади, стручни и работливи кадри. Бомбастично најавија оние медиуми на кои им беше шепнато да кажат. Убаво срочена вест за да се одвлече мислата на граѓаните од сиромаштијата, новите задолжувања, од нерасчистеното грозоморно петкратно убиство, од нарушената безбедносна состојба. Бран, според дефинициите, е движење кое пренесува енергија од една до друга точка, често без поместување на честички. Движење низ етерот или медиумот, значи дефиниција, наместо и слика за нашиот бран. Еве и со факти. Ајде да почнеме со бранот на пишманџиите или повратниците. Филип Петровски, едно време најгласниот младинец против правата на албанците, па најгласен во критиките за Груевски дека водел антимакедонска политика, за Милошевски дека бил бугарофил и бескрупулозен. Од 2007 до 2011 Груевски го зголеми трошењето за 4,1 милиарда евра од државниот буџет. Граѓаните да излезат да гласат, останувањето дома е поддршка на Груевски. Останувањето дома е давање на шанса да стоиме уште некоја година во место. Затоа му стана достапна функцијата заменик директор на државната лотарија. Која функција ќе биде достапна за уште еден пишманџија ќе покаже времето. Маријан Додовски се крстеше во Љупчо Георгиевски. Заедно со нашиот лидер, лидерот на ВМРО и нашиот почесен председател, господинот Љупчо Георгиевски, одиме да ја вратиме надежта, одиме да го вратиме достоинството и иднината на Република Македонија и достоинството на граѓаните на Република Македонија. Ама сега во друг. Сега на друго место ја препозна вистинската ВМРО. Некои навреме ги препознаа работите, некои подоцна. Некои не можат ни да сватат што им се случува и зошто токму нив ги однесе бранот или метлата. Како и служени или заморени Волкановска, Краљевски сега ќе пододморат, а Чинговски, оној кој верно служеше и потроши повеќе од 1 милиарда евра за увоз на електрична енергија, сега ќе амбасадорува или одмора во земјата на изгресонцето. И ќе добиеме вака околу 200 свежи лица, но некои остануваат нечепнати, например владиниот кабинет, собраниската послушничка, љубовџијата. Дуи пак не дозволува некој друг, па било тоа и премиерот да ги освежува. И ќе може да си носат закони без да ги нервира веќе Уставниот суд, бидејќи и него го освежија. Елена Ѓошева ќе донесе подмладување и освежување, иако беше веќе одамна зрела за пензија, а и велат немала близко со партијата, најмалку со владеачката. Пензионерката Ѓошева во судиското столче ќе седне како награда за тоа што незината ќерка Слободанка Ѓошева Гиевска го обструира и го прекина пописот за кој залудно се потрошеа 13 милиони евра. Ѓошева е и сопруга на екс-председателот на студентскиот центар Ѓорѓи Ѓошев, кој има кривична пријава за злоупотреби. Со новиот бран, партијата добива димензија на движење, велат од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН, јавно благодарејќи на сите кои беа и се уште се дел од сите проекти, реформи и мерки кои досега се остварени и се остваруваат, овој пат го нуди новиот бран, како одговор на предизвиците и потребата за свежина, верба, растење и напредок. Ова е одговор на предизвиците за дополнително единство во нашето општество. За ЛДП сето ова е фарса. Почитуван премиер Груевски, јас знам дека ова го правите за да дефокусирате јавност. Меѓутоа, и вие многу добро знаете дека паралелно со вашиот се создава многу поголем бран на незадоволство од осиромашениот и излажен граѓанин, кој што бран ќе ве потопи веќе на наредните избори. А нели сите овие бранови, освежувања, подмладувања не ви личат ли на избори?